Сакам од срце да ве поздравам, браќа и сестри, и заедно да имаме корист од Божите пораки, совети, а и предупредувања за нас во ова последно време. Навистина последно време, зашто денешната тема има нешто навистина предупредувачко, и денешната тема го објаснува поимот кој што во библиската поука го споменавме. Тоа е поимот кој што мене јазички ми представувал некогаш проблем да го разберам до крај. Но да ја отвориме Божјата реч во Матеја 24 глава, 14 и 15 стих. Значи, Матеја 24 глава, јас ќе се обидам од македонската Библија, односно превод, што е и право, и ќе биде проповедано ова Евангелие за Царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Ама 15 стих кажува за што всушност се работи. Значи, 14 нема точка, туку оди понатаму и вели: па така штом го видите гнасниот, ова ми се допаѓа овој превод, гнасниот пустошник, како што стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, а кој чита, нека разбере. Денес сме овде да го разбереме поимот гнасен пустошник или мерзост, тоа е некој старословенски израз, мрзост или гадост, гнусоба, пустошна. Тоа се повеќе изрази во врска со овој израз гнасен пустошник. На наш македонски јазик, значи, нема поубав израз од гнаса. Дали имаме представа за изразот гнаса, гнасење, а за некого да речеме од тие гнаса? А има ли поголема гнаса некој, бидејќи човек, да се представува Бог? Тоа е суштината. Ќе се возвишам во височините над престолот Божји. Каде е коренот? Значи, одвратност, гадост, гнусоба, мрзост, гадотија,
гнида, би рекле, гнида, или гнаса, е оној кој што се прави Бог, а не е Бог. Соочени сме со највозбудливото пророштво. Матеј 24:14 и 15 стих. Значи, штом го видите гнасниот пустошник, а ние 23 септември ќе биде, тоа е за 2 месеци, не цели. Тогаш, интересно, се совпаѓали, коинциденција, случајно ли е, според еврејскиот календар, судниот ден, или Јом Кипур, односно, на тој ден, гнасниот пустошник, папата Фрањо, или Франциско, треба да застане пред Американскиот конгрес. За прв пат во историјата. Такво нешто досега не се случило. А конгресот е она што е собрание, она што е скупштина, парламент во една земја, односно законодавен орган. Знаете, секоја земја си има законодавна, судска и извршна власт. Ова е законодавен орган. Орган кој што го чува љубоморно својот устав и закони. И донесува по потреба нови закони. Значи, највозбудливото пророштво е пред нецели 2 месеци пред нас. Затоа кој чита да разбере. 15 стих вели. Кој чита да разбере. За Соединетите Американски држави и нејзиното потекло, за нас, адвентистите на 7-миот ден, не е тајна дека во самото Свето писмо Соединетите Американски држави имаат свое место. Тоа е Откровението, 13-та глава од 11-тиот стих до крајот. Откровението 13:11. Читаме: И видов друг ѕвер, како излегува од земјата, тој имаше 2 рога, како кај јагне. Изборуваше како змевот, како аждаја. Но овде се споменува јагне. Ѕвер, јагне. Поточно се работи за јагне кое станува ձвер. Зошто е овде, драги мои браќа и сестри, јагне споменато? Молам?
јагне. Зошто е Америка споредена со јагне? Како настана Америка? Така е, прибежиште од азиланти од Европа и сите страни на светот, кои најдоа место, уточиште, азил кај индијанците, а се нарекоа индијанци само затоа што ги прекрсти Христифор Колумбо, кој мислеше дека стасал во Индија, тргнал за Индија и мислеше оти стасал во Индија и ги нарече индијанци. И таа земја, нова земја, релативно нов откриен континент, стана прибежиште на сите кои имаа царски притисок, тогаш беа цареви во Европа, значи притисок од државата, држава, царевина, прво царски притисок и верска нетолеранција, односно папството. Тие два вида притисоци беа неиздржливи. И Господ им отвори врата, излез, решение, чаре за сите маки на слободоумните, оние кои што сакаа слобода на совеста според пишаното, не пишаното. Интересно, денес многу теолози се занимаваат со она што не е запишано. Господ Исус му вели на богатиот младич, се сеќаваш ли на заповедите, како пишува, односно како е запишано. Што пишува, а многу теолози се бават со што не е пишано, па меѓу другото велат, бидејќи не пишува забрането ракоположување на жени, тогаш може. Штом не пишува. Се бават со она што не пишува, наместо да се бават со она што пишува. И најдрагоцените вредности на човекот, слобода на совест, слобода на вера, слобода на изразување, печат, штампа, печатење. Тоа го немаше во Европа. И еве ја Америка, и тоа 1797 година дојде вториот американски председател Џон Адамс. 1797 година. 1798 година, значи, тој дојде после Џорџ Вашингтон, после првиот председател, а 1798 година се забранува во Америка секакво внесување на робови, зашто дотогаш имаше импорт, не експорт, импорт, внесување на робовска снага. Но 1798 година се забранува, Уставот на Америка стави забрана на секакво внесување на робовска сила, злоупотреба на робови.
Практично, од таа година, Америка стана протестантска Америка, која гарантираше во првиот амандман на Американскиот устав слобода на совест, вера, печат. Без робови. Какви робови? Дали ве асоцира 1798 година на нешто? Токму така. Таа година, оној што водел во робство, треба да биде одведен и во робство. 13.10. Откровение 13.10. Оној што водел во робство, право е да биде одведен во робство. Францускиот цар Наполеон Бонапарта му нареди на генералот Александар Бертие да отиде во Рим и да го зароби таа година, 1798 година, папата и да биде крај на една ера од 1260 години. Папска превласт. Таа година Франција ја признава Америка. Како се поврзуваат работите таа иста година? Значи, кога е зададена смртната рана на папството да отпочне една земја на слобода, на вера, совест, изразување и Америка да биде долго години таа која ќе протестира против секаква неправда и гарантира човекови права. Дали мирува непријателот, ѓаволот? Не мирува. Оваа книга, која сте ја издале, Големата борба, овде јас прво видов некакви дамки, капки крв на корицата. Прво вака, си остануваат. Големата борба, книга која минатата година во целиот свет се дистрибуира како лисја во есен со над 400 милиони копии. Минатата година. Над 400 милиони години се посеа оваа книга во целиот свет. Милиони. 400. И во оваа книга 35-та глава зборува за намерите на папството. Протестантите денес католицизмот го гледаат во многу по-поволна светлина отколку во минатото. Во земјите каде што католицизмот е во малцинство и каде што католиците заземаат помирлив став за да го прошират своето влијание, гледате зашто се работи, се забележува се поголема рамнодушност во врска со науките што ги разделуваат протестантските цркви од папската хиерархија. Бранителите на папството, значи има и бранители, тврдат дека католичката црква е наклеветана. И протестантскиот свет е наклонет да го прифати ова тврдење.
Значи, промени, попустливост, мнозина сметаа дека е неправедно што денешната римска црква се проценува според стравотиите и безумноста што го обележувале нејзиното владење за време на вековите на незнаење и темнината. Значи, неправедно. Нешто било, дури ја оправдуваат нејзината страшна свирепост, прикажувајќи ја како одговор на дивјаштвото во тоа време и тврдат дека влијанието на модерната просветеност ги изменило нејзините чувства и таа е денес променета. А овде на наредната страница читаме миролюбивиот тон на Рим во Соединетите држави во никој случај не значи промена на духот. Рим е толерантен само кога е немоќен. Илјада 962 година. Одиме од 1798 година до 1962 година. Еден њујоршки евреин, Енџел, или ангел, ама изгледа не бил ангел, иако некој има име ангел, не мора да значи дека е и ангел. Заедно со родителите на други деца кои посетувале настава во Њујорк, поднесува тужба до Врховниот суд на Њујорк, државата Њујорк, и за големо чудо Врховниот суд им ја прифаќа тужбата. А зашто се работи? Се работи за предлог за укинување на школската молитва во училиштето. Укинување на школската молитва. Знаете, деца кога ќе дојдат, ученици, односно влегува наставникот, учителот, тие стануваат, ја кажуваат молитвата, Семоќен Боже, ние сите зависиме од Тебе, затоа те молиме, благослови нас, учениците, нашите родители, нашите наставници и нашата земја. Амин. И си седнуваат. Има ли лошо во оваа молитва? Што има лошо во оваа молитва? Ова е многу убава молитва. Семоќен Боже, од кого зависиме сите, те молиме да не благословиш нас, децата, учениците, нашите родители, нашите наставници, учители и нашата земја. Амин. Таа 1962 година, ова е една ретроспектива од историјата на Соединетите Американски држави, е укината молитвата во школите. 1962. А 1963, наредната година, се укинува читањето од Светото Писмо во школите и на универзитетите. Нема читање од Светото Писмо. Во протестантска Америка.
за сегашниот биланс да биде составот на Врховниот суд на Соединетите Американски држави од 9 членови, непарен број за да може да се надгласуваат, 6 да се од Римо-католичката верска заедница, римокатолици, 6, 2 се од еврејска верска заедница, односно 3 од верска заедница и ниту еден протестант. Тој исти Врховен суд денес стави крај во сите 50 земји, држави во Соединетите Американски држави, геј популацијата да ги има сите права. Ако некој дури и вербално нешто рече, јас не сум сега во Америка, ама да сум во Америка, ќе бидам на нивниот список. Дури и вербално некој да каже. Но, како што рекла една баба, кога во минатиот режим во наша СФРЈ, знаете, не беше слободно да се колпортира, да се продава верска литература или свето писмо. Јас тоа го чинев и плаќав казни. Тоа мене ми е јасно. Зашто јас тоа го доживував. И таа баба, ја запираат милиционери од она време. Бабо, што работиш? Па, продавам свети писма. А имаш ли дозвола? Имам. Кај ти е дозволата? Еве ја дозволата. И таа им чита во Матеј 28:19. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал, и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Одете и научете ги. Тоа е дозволата на баба. Ај, баба. „23 септември е најавена посетата на папата во Американскиот конгрес, на Јом Кипур. Денот на судот, според еврејскиот календар. Што може се да се случи? За нас овој знак е знак кој апсолутно одговара на се што е запишано овде. И ова јас го кажувам таму каде што живеам и работам, во Косово, ја имаме и на албански јазик, велам, ничин, прчин, вртет. 100% вистина. И јас, како и бабата, одам и ја делам оваа книга. Значи, Конгресот, кој треба да биде влада на протестанти и републиканци и да протестира против папството, го исполнува пророштвото кое е запишано во
петтата книга на сведоштвата, на 451 страна, вториот пасус. Вториот пасус. Кога протестантизмот ќе ја испружи својата рака преку понорот, тоа е преку Атлантскиот океан. Така се разделени. Ако би ги споиле Африка, Јужна, Северна Америка, ќе видите како оние пузли, како сложувалки, точно може да се сложат. Но во времето на Фалек, земјата се раздели, тоа е Божиото провидение, и сега се разделени, еден понор, Атлантски океан ги дели. Значи, кога ќе ја испружи својата рака преку понорот и ја прифати раката на римската сила, и кога оваа ќе се здружи со спиритизмот, кога под водството на овој троен сојуз, нашата земја, вели авторот Елена Вајт, чија фотографија е најавено, веќе одлучено, во 2020 година да се најде на 10 долари американски. Незината слика ќе биде на новчаницата од 10 долари. А ако биде, благодарам, ако биде, под водството на овој троен сојуз, протестантизмот, римокатолицизмот, бидејќи си пружиле рака, а во 1985 година, мојот по струка колега, а инаку американски председател, кој беше тој? Роналд Реган прв ќе воспостави дипломатски односи со Соединетите Американски држави. 1985. Тоа не е така далеку во минатото. 85-та е родена нашата најмлада ќерка, Марија. Тогаш го испрати првиот американски амбасадор во Ватикан, а Ватикан го испрати својот нунци, што значи повеќе или поголем од амбасадор. Поголем, не може да биде на рамниште амбасадор на амбасадор. Поголем, нунци во Соединетите Американски држави, кој што е до ден денес на таа позиција. И заедно со спиритизмот, ние знаеме за таа појава, за тој феномен ѓаволски, нашата земја, вели Елен Вајт, ќе го укине секој принцип на нашиот устав како протестантска и републиканска земја и ќе овозможи ширење на папските измами. Тогаш може да знаеме дека дошло времето на сатаната. Кога дошло времето на сатаната? Тогаш, кога ќе си пружат рака преку понорот и тој троен сојуз воспоставен со спиритизмот, тогаш дошло времето на сатаната и дека е крајот близу. И како што приближувањето на римската војска. Има ли Рим војска? Не мислам на Римската империја. Тие имале легионери кои шпартале Европа, Азија, Африка. Римското царство било раширено, ги знаеме границите.
Via Игнација, поминувал тука низ нашиве предели. Значи, овој друг Рим имали војска. Папскиот Рим имали војска. Па сега оди по војска. Сега ја собира. Како што приближувањето на римската војска им било знак на учениците за уништувањето на Ерусалим, знак. И требаше да се молат колку време, да не биде нивното бегање ни зиме, ни во сабота? 40 години. 40 години Исусовите ученици се молеа да не биде нивното бегање зиме или во сабота. Им се исполни молитвата. Знак им беше приближувањето на римската војска, како што тој знак, вели овој цитат на духот на пророштвото, им бил знак на учениците Исусови, Христови, така овој отпад, оваа гнаса пустошна, ќе биде знак за нас, дека границата на Божието трпение е надмината, дека мерката на безбожството на нашата нација е преидена, прекардашена. Значи, денес слушаме и треба да го разбереме ова, како знак на приближување на римската војска, на папскиот Рим. 508 година од новата ера, францускиот цар Клодовик се прекрсти. А знаете кога некој ќе се прекрсти? А уште е и цар? Тогаш настапува амалгамизација. Тоа е амалгам, тоа е спој, тоа е унија, тоа е заедница на црква и држава. Гнасно пустошење, гнаса на крај, на запустување, носи сегашниот верски водач, кој што, патем речено, е и тоа целиот свет го знае, јас ништо ново не кажувам, језуит. А језуит не може да биде без заклетва. А заклетвата само ќе ја парафразирам. Се ќе сторам, целиот свет да го преведам во католичанство. Милом или силом, не штедејќи го ни плодот во утробата на мајката. Тоа го кажа бившиот, од каде би знаел јас за таа заклетва, тоа го кажа бившиот језуит Алберто Ривера. Бивши, кој виде каде се наоѓа и меѓу другото побегна низ многу перипетии. Значи, 3 важни работи се врзани со оваа
гнусоба, гнаса, или како уште го преведовме, мрзост, гадост на уништување, гадотија, запустување, крај. 3 работи се поврзани. На 23. пред Американскиот конгрес. Никогаш тоа не било. 2 дена потоа, тој истиот треба да застане на говорницата пред обединетите нации. Што е, политичар е? Што е да има такви предности? Ќе застане пред обединетите нации на 25. септември. А на крајот од неговата посета заминува во Филаделфија. Знаете зошто? Таму се одржува Светскиот конгрес за семејството. А семејството право е да има еден ден за себе. Еден ден. Сега, кој ден? Нема да биде некој работен ден, туку така е неделата. Како што веќе работи European Sunday Alliance или Алијанса за Европска недела во Европската заедница, Европската унија. Таму веќе 120 потписници ставија потпис за неделата. Меѓу другото, нели, да биде и ден за семејството. А ова е Светски конгрес за семејството, каде што тој пак ќе биде бибер во манџа. Малку остри зборови употребувам, но прочитавме кој чита да разбере. Четвртиот поред американски председател, Джеймс Медисон, тој се смета за татко на американскиот устав. И тој има изјавено зошто Америка треба да биде и да остане протестантска, ама како што гледаме нема ништо од протестантизам, буквално ништо. Рече, целта на одвоеност на црквата од државата е еднаш за секогаш да нема крв како што било низ вековите во Европа. Одвоеност на црквата од државата, верата од државничките работи. Ама на 23. септември оди пред Американскиот конгрес оној кој што ги прогонуваше. Интересно, па тие му упатија покана. 2 конгресмени, односно еден конгресмен и една конгресменка, католици. Тие му упатија позив, инаку тој не се наметнува. Не. Далеку од тоа. Ама прифаќа. И што мислите, зошто оди таму? Па таму е уставот на Америка. Таму треба промена.
Како што еден од папите рече, слободна совест, на вера, тоа е погибел за едно друштво. Каква слобода на совест, вера? Значи, рисот може ли да ги промени своите шари? Или чудот? Една македонска пословица вели, го крштавале волкот. Волк. Знаете, он е крволочен волк. И во моментот на крштавање му велеле, според пословицата, кажи Ангелие, а тој велел Јагнелие. Не, Ангелие или Евангелие, Јагнелие. Како деца и народ Божји, браќа и сестри, низ историјата сме се осведочиле дека прогонетите може да станат и прогонувачи. Што и ќе се случи. Осведочени сме дека меѓу нашите редови, впрочем, пример за меѓу Исусовите ученици бил еден Јуда. Нели? Беше Јуда. Кај учениците после Христа во апостолското време историја беше Ананија, Сафира. Што стана со Ананија, Сафира? Со Димас. Кај е Димас? Иде време кога ќе треба да застанеш сам пред Господа. Или да застанам сам пред Господа. Ако Господ Исус беше спремен, и тоа го докажа, и за макар само една верна душа да го положи својот испит, биди ти таа макар една душа, или јас. Нему слава и вечна благодарност на Господа Исуса Христа и Светиот Дух. Амин.